Руските сили полека влегоа во предградието на градот Торецк. Ова е можеби една од главните вести кои што се однесуваат за светските случувања. Антоновиќ тука да ни ги каже деталите. Добро утро. Добро утро, па ајде да почнеме малце, нели, да смениме Израел, Либан, Палестина, Иран, кои ќе ги зборуваме по ова. Да, како што каже и самата, бидејќи трае војната и во Украина, иако нели медиумите станаа такви да кога нешто ќе се фокусираат, друго не ги занима. Па во случајов така испадна со руско-украинскава војна. Да, ти успеа да го освојат овој град во источна Украина, што само укажува на она дека русите имаат голем напредок копнен, би се рекло, во источниот дел на Украина, или во превод се обидуваат да го отцепат тој дел, целиот Донбас да го целиот Донецки регион да го освојат и практично да ја исполнат намерата на Путин, кој пред 3 години најави дека планира Донбаскиот регион, значи Лугански Донецк, да ги протера украинците. Тоа е приспоен кон Русија според одлуката на Кремљ, одлуката на рускиот парламент. Лугански е речиси целиот под руска контрола, еве го сега и Донецк полека. Ќе видиме што се намерите на Русија, но мене тоа не ме загрижува толку многу колку што ме загрижува од Сабајле веста која помина ни светските тикери, е тоа дека Москва го кренала степенот на подготвеност на лансирните системи кои носат нуклеарно оружје, што само го потврдува она што Путин го најави, па и Лавров и сите овие руски челници пред недела дена, дека Русија се подготвува доколку има потреба да реагира и брутално кон сите оние кои ќе застанат на патот. Значи почнува полека не да се звецка со оружје, туку да се звецка со нуклеарно оружје. А сето ова, јас повторно ќе кажам, ги поврзувам цело време војните на Русија и Украина со ова што се случува на Блискиот Исток, кој ми се чини за јавноста е мал дефокус, бидејќи додека траеше нашето внимание кон ова, еве овие напредуваат во Украина. Од друга страна го видовме Зеленски пред некој ден каде што им соопшти на американците дека има план за победа, кој па беше отфрлен бидејќи неговиот план за победа содржеше да добие некакво оружје кое би можел конечно да се пресмета со русите, што американците не дозволуваат. Или барем оваа администрација во заменување на Џозеф Бајден, кој покажа две воздржаности. Прва воздржаност, колку и да им дава оружје на украинците и дозвола да го користат тоа американско оружје, сепак не дозволува да се оди до крај. Тоа се оние ракети со долг домет кои може да носат нуклеарна боево полнење. И второто е на Израел, не му дозволува или барем се противи Израел да ги нападне иранските нафтени постројки и нуклеарни постројки каде што Иран се обидува да развие атомско оружје, што покажува дека администрацијата на Бајден, колку и да е во заменување, стравува од можни одмазнички акции пред се на Москва. Еве, а Москва го подига степенот на борбена готовност. Многу мене ќе кажат тоа е само пиар, тоа е само закана, тоа е само за во јавност, меѓутоа тоа е само сигнал до каде може се да се оди, бидејќи по подигањето на овој степен, веројатно и другава страна нуклеарна, и третата страна, и четвртата страна, сите ќе го подигнат тој степен. Ке потсетам, има 9 држави кои се нуклеарни, имаат нуклеарно оружје, меѓу кои е Израел, се разбирам. А Иран не знаеме, тие развиваат. И зошто ги спојуваме овие две работи? Додека трае војната во Украина, веќе на големо во медиумите се шпекулира, се разбира, ова не е потврдено, дека русите полека, но сигурно се подготвени, а со овој пот ги покажуваат, да го бранат и Иран од евентуален израелски или американски напад. Зошто го поврзувам ова? Во Израел трае војната меѓу Израел и Хезболах со помош на Иран. Многумина очекуваат дека Иран би можел да биде следна цел на напад од Израел, бидејќи Израел
најави одмазда. Вчера беше годишнината, нели? Очекуваме во наредниот период Израел да му возврати на Иран, а според челниците во Израел и председник Нетањаху и оние десничари како министерот за одбрана Галант, тие најавуваат дека овој одговор што ќе го добие Иран ќе биде жесток. Што е жесток ќе видиме, дали ќе биде гаѓан Текеран, дали ќе биде гаѓано со ова или со она, тоа можеме само денеска да шпекулираме додека сме во студиото. Но почнаа да кружат некои шпекулации не по овие мејнстрим медиуми, не по овие да ги наречам западни медиуми, дека на големо Русија се подготвува да го брани Иран, дека му помага на Хезболах и дека ќе му помага на Иран, што не е тајна, но тајна е дека наводно веќе имало неколку воздушни дуели на израелски борбени ловци со руски борбени ловци. Ова веќе е застрашување. Тоа е она што не можеме да кажеме, ја не знам дали е така, но тоа струи по медиумите. И сега се прави една теза дека можеби колку што Израел може да рачуна и да смета на американска, нели, помош, и Америка и Соединетите американски држави се гарант за мирот на израелската држава, толку сега се официализира и политиката на Москва, која вели, нели, одиме на варијантата вие и помагате на Украина против нас, ние ќе му помагаме на Иран против вас. Се разбира, ова се све шпекулации кои јас како новинар кој ги следи овие работи, ги гледам, ги читам, а не се многу достапни до нашите медиуми, бидејќи повторно ќе кажам, и поради интерес и фокусираност на внатрешна политика, поради овие западни медиуми кои доминираат кај нас, ке потсетам, ние сме сепак ги користиме западните медиуми, многу малку користиме други медиуми, но еве убаво е да се види дека има и оваква опција, уште една страна. Сега јас тука би ја ставил и третата страна, која можеби на миг делува неприродно како имплант, но а тоа е оној далечен исток, Кина, Северна Кореја, Тајван. Зошто? Можеби Кина и Русија не се толку многу блиски, но имаат заедничка цел да ја спречат западната доминација, бидејќи самата Кина знае дека после сево ова тие ќе бидат следните околу Филипините, околу Тајван, околу сето она што се случува во Јужното Кинеско море. Зошто го спојувам сега ова? Го спојувам бидејќи завчера имаше еден разговор и средба помеѓу изолираниот од светот Ким Џонг Ун и неговата Северна Кореја, која изминатите години немаше баш многу допирни точки со светот, па дури ни со Кина, ни со Русија, но како што се сменија геополитичките случувања, како што испадна оваа цела работа, ние сме од една, вие сте од друга страна, почна да ги интензивира соработката, па Северна Кореја веќе наводно и помагаше на Русија со достава на гранати, на бомби, на сето она што го ложела со децении. Од друга страна, завчера имаше еден интересен разговор меѓу Си Џинпинг и Ким Џонг Ун за безбедносна соработка помеѓу Кина и Северна Кореја. Многумина ќе кажат, па да, тие секогаш соработувале. Не соработуваа изминатите 10-15 години. Ким Џонг Ун беше буквално и неговиот татко беа изолирани од Кина. Сега веќе почнуваат и да разговараат и да се среќаваат со него и од нигде никаде после тој разговор утринава имаме вест дека Ким Џонг Ун планира Северна Кореја да ја направи нуклеарна сила. Зошто го вели тоа? Го вели бидејќи очигледно почнува ова звецкање на оружје со нуклеарна боево полнење, што може да предизвика лавина и ланец на реакции на сите оние 9 држави кои носат нуклеарно оружје. Полека, значи, се прави една линија на фронтот помеѓу оваа страна и онаа страна и официјално. Се очекува уште да заврши овој процес кој малкумина го следат, барем кај нас, а тоа е дека во Пакистан изминативиот период се случуваат немири, има војска на улици, поранешниот премиер сака да се врати на власт и не би навлегувал многу која од чија, но ќе потсетам, Пакистан е нуклеарна сила и Пакистан треба да биде секогаш контратежа на Индија, која е исто нуклеарна сила, која е светска сила и која во моментов се уште не знаеме дали ќе биде од страната на САД или на Русија, а за Пакистан, у Индија секогаш, да кажеме, лекот е Пакистан, бидејќи тие се гранични држави, имаат огромен ривалитет,
двете се нуклеарни сили, така да полека ова се добива контури на некој поголем светски судир, само што не е во исто време. Ако дојде во исто време, како што во моментов се случува војната во Украина и Русија и Израел и Хезболак со Либан и евентуално Иран, тогаш дефинитивно може да дојде до светот онака на пола да се подели фигуративно, односно во однос на воени конфликти. Застрашувачки ова што се почнува да се зборува почесто за нуклеарно оружје и влегување во... Вестите кажуваат тоа, значи ова е сега наш впечаток врз основа на сите овие вести. Јас не можам да тврдам дали вистина руските ловци влегле во воздушен дуел со израелските, но има такви информации и ние сме на некој начин шпекулативно должни да спомнеме дека имало и таква опција. Да, се оградуваме секако бидејќи не сме таму и не гледаме у принцип дескот што го работиме и светските вести мораме да се оградуваме бидејќи ние читаме она што ни се сервира. Така. Сега ние новинарите можеме малце да побараме и да си дозволиме да спомнеме и други некои извори бидејќи манипулацијата со вестите ја прават и овие мали медиуми, и социјални мрежи, ама и мејнстрим медиумите, бидејќи многу работи се преќутуваат. Антоновиќ, благодарам, верувам дека Ана е веќе нестрплива да ги сподели со вас, почитувани гледачи, сите оние информации што можете да правите во слободно време. Слушајте ја внимателно во продолжение и уживајте во нашата програма.